Во првата година на персискиот цар Кир, за да се исполни господовиот спор објавен преку Еремиевата уста, Господ го вдахнови персискиот цар Кир да тој објави усно и писмено низ целото свое царство. Вака вели персискиот цар Кир: сите земни цареви ми ги даде Господ, небесниот Бог, тој ми нареди да му изградам дом во Ерусалим, во Јудеја. Кој е меѓу вас од сиот негов народ, неговиот Бог нека биде со него. Нека оди во Ерусалим, во Јудеја и нека му гради дом на Господа, на Израелевиот Бог, на Бога кој е во Ерусалим. И каде уште да се задржал остаток од тој народ, жителите во местото каде што престојува, нека го помогнат со сребро и злато, со имот и добиток и со доброволни приноси за Божиот дом во Ерусалим. Тогаш главатарите на татковските домови на Јуда и Венијамин, свешениците и левитите и сите на кои Бог им го подигна духот, станаа и тргнаа да го градат Господовиот дом во Ерусалим. И сите соседи им помагаа со сребро, злато, дарови и со добиток, со многу скапоценности покрај се што приложуваа доброволно. Царот им ги изнесе посадките на Господовиот дом, кои Навуходоносор ги беше однесол од Ерусалим и ги ставил во домот на својот Бог. Персискиот цар му ги врачи на ризничарот Митридат, кој му ги изброја на јудејскиот кнез Сасавасар. Еве го неговиот попис: златни чинии 30, сребрени чинии 1029, златни чаши 30, сребрени чаши 410, други посадки 1000, вкупно златни и сребрени посадки 5400. Сасавасар го однесе се тоа, кога заточениците се враќаа од Вавилон во Ерусалим. Ова се луѓето од онаа покрајина кои се вратија од заточението во Вавилон, каде што ги беше преселил вавилонскиот цар Навуходоносор, се вратија во Ерусалим и во Јудеја, секој во својот град. Тие стигнаа и со нив Зоровавел, Исус, Нееми, Серај, Релај, Нахаман, Мордохај, Вилсан, Миспар, Вигвај, Реум и Вана. Еве го пописот на луѓето од Израелевиот народ. Фаросови синови 2172, Сефатиини синови 372, Арахови синови 775, Фатмоави синови, тоест Исусови синови и Јоавови синови 2812, Еламови синови 1254, Затуови синови 945, Захаеви синови 760, Ваниеви синови 642, Виваеви синови 623, Азгадови синови 1222, Адоникамови синови 666, Вигваеви синови 2056, Адинови синови 454, Атирови синови од Езеки 98, Висаеви синови 323, Јорини синови 112, Асумови синови 223, Гиварови синови 95, луѓе од Витлеем 123, луѓе од Нетов 56, луѓе од Анатот 128, луѓе од Бет Азмавет 42, луѓе од Киријат Јарим, Хефир и Вирот 743, луѓе од Рама и Гаваја 621, луѓе од Михмас 122, луѓе од Ветел и Гај 223, Невонски синови 52, Магвисови синови 156, синови на еден друг Елам 1254, Харимови синови 320, Лодови, Адидови и Јононови синови 725, Ерихонски синови 345, Сенаини синови 3630, свештеници и Једаини синови, тоест од домот на Исуса 973, и Мирови синови 1052, Пасхорови синови 1247, Харимови синови 1017, Левити, Исусови и Кадмилови синови од Одуинците 74, певци, Асафови синови 128, вратари, Салумови синови, Атирови синови, Талмонови синови, Акубови синови, Атитини синови, Исоваеви синови, се на се 139, нетинци, храмови слуги, Сишини синови, Асуфини синови, Таваотови синови, Иросови синови, Сијаини синови, Фадонови синови, Леванови синови,
a Gavini sinovi, a Kubovi sinovi, a Gavovi sinovi, Samlaevi sinovi, a Navovi sinovi, Gidilovi sinovi, Garovi sinovi, Reainovi sinovi, Resinovi sinovi, Nekodini sinovi, Gazamovi sinovi, Uzini sinovi, Faseini sinovi, Visaevi sinovi, Aseini sinovi, Meunimovi sinovi, Nefusimovi sinovi, Vakvukovi sinovi, Akufini sinovi, Arurivi sinovi, Vaslutovi sinovi, Meidini sinovi, Arsini sinovi, Verkosovi sinovi, Sisarini sinovi, Teminijevi sinovi, Nesijevi sinovi, Atifini sinovi, sinovina Solomonovite slugi, Sotajevi sinovi, Soferetovi sinovi, Ferudini sinovi, Jelini sinovi, Darkonovi sinovi, Gidilovi sinovi, Sefatijini sinovi, Atilovi sinovi, Fohersevaimovi sinovi, Amijevi sinovi, Senase, Netinci i Solomonovi slugi 322. On je koji trga od Tel Melah, Tel Aris, Heruf, Adan, Imer i ne može da dokaže da li nivno dom i nivno do seme je od izraelsko poteklo. Delajini sinovi, Tovini sinovi, Nekodini sinovi, Nif 652, a od svešteničkite sinovi, a Vajini sinovi, a Kosovi sinovi, sinovite na Verzelaj, na onoj koji zede za žena jedna kirka na galadec od Verzelaj, pa se nareče su toa ime. Tije gibara svojite rodoslovni popisi, no negi najdoja, beja oddalečeni od sveštenstvoda, i namestnikot im zabrani, da jadat o svetinite se dodeka ne se pojavi sveštenik za Urim i Tumim. Siot sobor brojaše 42.360 duši, ne smetajki ginivnite slugi i sluginki koji beja 7.307, beja i 200 pevci i pevici. Nivni konji imaše 736, nivni mazgi 245, kamili imaše 435, a nivni oslinja vkupno 6.720. Dadem broj od glavatarite na trgovskite domovi, koga stigna Bogospodovio dom, što je bo Jerusalim dobrovoljno priložija darovi za Božio dom, sada bide izreden na svoje to mesto. Dado spored svojite možnosti vodiznicata 60.000 zlatnici, 5.000 mini srebro i 100 sveštenički obleki. Sveštenicite, levitite i del od narodov se naselija vo Jerusalim, a vratarite, pevcite, netincite i site drugi Izraelci vo svojite gradovi. Koga dojde 7. mesec, Izraelevite sinovi veke beja vo svojite gradovi, siot narod se sobra kako jedan čovek vo Jerusalim. Togaš Isus, sinot Josedekov, so svojite braća sveštenici, i Zorovavel, sinot Salatilov, so svojite braća, počna da mu gradat žrtvenik na Izraelevi od Bog, za da prinesuvat palenici, kako što je napišano vo zakonot na Mojsej, Božji od čovek. I podigna žrtvenik na staroto mesto, iako beja vo strah od narodot vo zemljata, i mu prinesuva palenici na Gospoda, utrinski i večerni palenici, i go slave praznik od senici. Kako što je pišano, prinesuva sekoj dnevno palenici na broj odreden za sekoj den. Osven toa prinesuva sekoj dnevni palenici potoa žrtvi odredeni za mladi mesečini, i za site Gospodovi praznici, i za site onije koji saka dobrovoljno da mu žrtvuvat na Gospoda. Od prvi od den na 7. mesec počna da mu prinesuvat na Gospoda žrtvi palenici, iako ušte ne beja postaveni osnovite na Gospodovo svetilište, i im dadoa srebro na kamenorescite i na drvodelcite, na sidoncite i tircite, im ispratija hrana, pijenje i maslo, za da prevezat kedrovi drva od Livan do Jafa. Spored odobrenije to na persijski car Kir, a vo vtorata godina podnivното doaganje pribožio dom vo Jerusalim vo vtori od mesec, otkako Zorovavel, sinot Salatilov, i Isus, sinot Josedekov, so drugite svoji braća sveštenici, so levitite Isus i od narod, što se vrati od ropstva vo Jerusalim, počna da gradat, gi postavija levitite od 20 godini nagore da upravuva, so rabotite okolo Gospodovio dom. Isus, negovite sinovi i negovite braća Kadmiel, Binuj i Hodavija beja postaveni kako eden da upravuva, so rabotnici da vo gradenjetu na Božjo dom. Koga zidarite gi postavija osnovite na Gospodovo svetilište, se postavija sveštenicite vo svećeni obleki, so trubi, a isto i levitite, sinovite Asafovi, so kimvali, da go slavat Gospoda spored odredbite na David, Izraelevio car, i bupeja na Gospoda fala i slava, zašto je blag, zašto je doveka negovata milost kon Izrael, i si od narod boskliknuvaše slaveki go Gospoda, zašto Gospodovio dom beše postaven vrst svojite osnovi, na vistina mnozina sveštenici, mnozina leviti i glavatari na trgovskite domovi, i stare
starešini koji со своји очи ги видеа основите на поранешниот храм, плачеа гласно, а мнозина пак воскликнуваа многу гласно од радост. И така никој не можеше да го разликува радосното воскликнување од плачот на народот, зашто народот воскликнуваше гласно и викањето се слушаше многу далеку. А кога јудините и Бенијаминовите непријатели чуја дека повратниците од пленство му градат светилиште на Господ Израелевиот Бог, ги побараа Зоровавела, Исус и семејните главатари и им рекоа: ние сакаме да градиме со вас, зашто како и вие го бараме вашиот Бог и нему му принесуваме жртви од времето на Есар Адон, асирски цар, кој не доведе тука. Зоровавел, Исус и главатарите на израелските семејства им одговорија: не е за вас да му градите со нас дом на нашиот Бог, ние сами ќе му градиме на Господа Израелевиот Бог, како што ни нареди Кир, персискиот цар. Тогаш народот на онаа земја ги плашеше луѓето на Јудеја и им пречеше во градењето. Ги подкупија советниците да им пречат во замислата. Така беше во времето на персискиот цар Кир, се до царувањето на персискиот цар Дарий. А кога се зацари Ахашверош, во почетокот на неговото царување напишаа обвинение против жителите на Јудеја и Јерусалим. И во времето на Артаксеркс му пишуваа Вислам, Митредат, Тавеил и другите нивни другари на персискиот цар Артаксеркс против Јерусалим. Поднесокот беше напишан на арамејско писмо и на арамејски јазик. Потоа управителот Реум и тајникот Симсај му напишаа на царот Артаксеркс вакво писмо против Јерусалим. Управителот Реум, писарот Симсај и другите нивни другари, персиски судии, пратеници, чиновници, архевци, вавилонци, сузанци, тоест еламци и другите народи кои великиот и славен Асурбанипал ги беше одвел во заточение и ги населил во градовите на Самарија и во другите краишта од таде реката. Еве го преписот на писмото што му го испратија. Цару Артаксерксу, твоите слуги од онаа страна на реката и така сега царот нека знае дека јудејците стигнаа кај нас од тебе. Откако дојдоа во Јерусалим имаат желба повторно да го изградат одметничкиот и опак град, подигаат цидови, а основите веќе ги поставија. Царот нека знае, ако биде изграден овој град и зидовите подигнати, не ќе се плаќа веќе данок, ни порез, ни царина, и овој град ќе биде на штета на царската благајна, бидејќи јадеме дворска сол, не ни прилега да го гледаме овој срам нанесен на царот, и така затоа го известуваме царот, нека бидат преземени истражувања во летописите на твоите татковци, во тие летописи ќе најдеш и ќе утврдиш дека овој град е одметнички град, несреќен за царевите и покрајините, и дека во него беа кревани буни од памтивека. Затоа беше разурнат овој град. Го известуваме царот дека нема да биде твое подрачје преку реката, ако овој град биде повторно изграден и зидовите подигнати. Царот го испрати овој одговор до управителот Реум, до тајникот Симсај и до другите нивни другари, кои престојуваат во Самарија и на друго место, отаде реката Мир. Еве, поднесокот што ми го испративте беше прочитан пред мене во неговиот превод. По моја наредба беа преземени истражувања и утврдија дека тој град се кревал од памтивека против царевите и дека во него се збиднуваа востанија и буни. И силни цареви царуваа во Јерусалим кои господарија со се од онаа страна на реката. Ним им беа плаќани данокот, порезот и царината. И така заповедајте да биде прекратен потфатот на оние луѓе. Тој град не ќе се зида додека не одлучам јас за тоа. Пазете се од секаков пропус во постапката, за да не порасте злото за штета на царевите. Откако преписот на одговорот на царот Артаксеркс беше прочитан пред управителот Реум, писарот Симсај и пред нивните другари, тие отидоа брзо во Јерусалим кај јудејците да им ги забранија со вооружена сила работите. Така беа прекратени работите околу градењето на Божјиот дом во Јерусалим, беа прекратени се до втората година на царувањето на Дарий, персискиот цар. Тогаш пророците Агеј и Захари, синот Адонов, почнаа да им пророкуваат на јудејците во Јудеја и Јерусалим, во името на Израелевиот Бог кој беше над нив. Тогаш Зоровавел, синот Салатилов и Исус, синот Јоседеков, станаа и почнаа да го зидаат Божјиот дом во Јерусалим. Божјите пророци беа со луѓето и ги бодреа. Во тоа време дојде кај нив Татнај, управител од таде реката Сетар Воснај, и нивните другари претеници и ги праша: кој ви одобри да го градите овој храм и да ги подигате овие зидови? Како се викаат луѓето кои ја изградија оваа зграда? Но Божјото око бдееше на јудејските старешини, па не им забранија да работат додека веста не отиде до Дарий и додека не стигна писмен одговор за тоа. Ова е препис на писмото, што му го испратија на царот Дарий.
Татнај, управител од онаа страна на реката Сетар Воснај и нивните другари претеници отаде Еуфрат. Тие му испратија извештај со оваа содржина: на царот Дарий секаков мир. Царот нека знае дека дојдовме во покраината Јудеја кај домот на великиот Бог, го градат со крупни камења. Зидовите ги обложуваат со дрво, работата се изведува внимателно и напредува во нивните раце. Ги прашавме нивните старешини и им рековме: кој ви одобри да го градите овој храм и да ги подигате неговите зидови? Ги прашавме и за нивните имиња, за да ти јавиме. Така и ги запишавме имињата на оние кои заповедаат со луѓето, а тие ни одговорија вака: ние сме слуги на Бога на небото и земјата, го градиме храмот што беше изграден пред многу години и што го беше изградил и подигнал големиот цар на Израел. Но кога нашите татковци го расрдија Бога на небото, тој ги предаде во рацете на халдеецот Навуходоносор, вавилонскиот цар, кој го разурна храмов и го одведе народот на заточение во Вавилон. Но во првата година на вавилонскиот цар Кир, царот Кир заповеда да се изгради повторно Божјиот дом. Уште и златните и сребрените посадки на Божјиот дом, што Навуходоносор ги беше однесол од светилиштето во Ерусалим и што ги принесе во вавилонското светилиште, царот Кир ги зеде од светилиштето во Вавилон и ги предаде на човекот по име Сасавасар. Кога го постави управител и му рече: земи ги овие посадки, оди и стави ги во Ерусалимското светилиште и Божјиот дом нека биде зидан на старото место. И така тој Сасавасар дојде и ги постави основите на Божјиот дом во Ерусалим и од тогаш па до денес се гради и уште не е довршен. И така сега, ако царот сака, нека се истражува во царското писмочувалиште во Вавилон, дали навистина царот Кир дал повелба да се изгради Божјиот дом во Ерусалим, а царската одлука за тоа нека ни биде соопштена. Тогаш по заповед на царот Дарий почнаа да бараат во Вавилон, во книжницата каде што беа чувани преписките, и најдоа во Екбатана, тврдина во Мидиската покрајина, крижен свиток со оваа повелба. Во првата година на Кировото царување царот Кир даде повелба за Божјиот дом во Ерусалим. Домот нека биде изграден како место каде ќе бидат принесувани жртви и каде ќе бидат донесувани приноси за палење. Нека биде висок 60 лакти и широк 60 лакти. 3 реда нека бидат од големи камења, а еден од дрво. Трошоците ќе бидат подмирени од царскиот дворец. Освен тоа, златните и сребрените посадки од Божјиот дом, што Навуходоносор ги беше цел од светилиштето во Ерусалим и ги принесол во Вавилон, да се вратат и нека бидат на своето место во Ерусалимското светилиште и нека бидат поставени во Божјиот дом. И така сега Татнају, управителу оттаде реката Сетар Воснају и вашите другари посланици од онаа страна на реката: оддалечете се од таму, оставете јудејскиот управителот и јудејските старешини нека го градат Божјиот дом. Божјиот дом треба да биде изграден на неговото прилично место. Еве ги моите повелби за вашето држење кон јудејските старешини за да се изгради повторно Божјиот дом. Од царското благо, тоест од данокот од таде реката, нека им се плаќа внимателно на оние луѓе без прекратување и што ќе им треба за жртвите паленици на Бога на небото, јунци, овни и јагниња и пченица, сол, вино и масло, нека им се дава редовно секој ден според упатствата на свештениците во Ерусалим. Нека принесуваат жртви за пријатен мирис на Бога на небото, нека се молат за животот на царот и неговите синови. Освен тоа повелам, секој што ќе ја прекрши оваа наредба, нека му извадат греда од куќата, па нека биде погубен на неа, а куќата да му стане затоа буниште. И Бог кој таму го настани своето име, нека ги обори секој цар и народ кој би се осмелил да ја прекрши мојата заповед и го разурне Божјиот дом во Ерусалим. Јас, Дарий, ја дадов оваа наредба. Нека се извршува точно. Тогаш Татнај, сатрапот оттаде реката Сетар Воснај и нивните другари направија онака како што нареди царот Дарий, а еврејските старешини продолжија да градат успешно по вдахновение на пророците Агеј и Захари, синот Адонов. Го завршија градењето по наредбата на Израелевиот Бог и по наредбата на Кир и Дарий и Артаксеркс, персискиот цар. Храмот беше завршен во 23-тиот ден на месецот Адар, тоа беше во 6-та година на владењето на царот Дарий. Израелците, свештениците, левитите и остатокот од повратниците од задочение го осветија радосно Божјиот дом. За осветувањето на Божјиот дом жртвуваа 100 јунци, 200 овни, 400 јагниња и како жртва за гревовите на целиот Израел 12 јарци, според бројот на Израелевите племиња. Потоа ги поставија свештениците според нивните редови и левитите според нивните разреди за служба во Божјиот дом во Ерусалим, како што е пропишано во Мојсеевата книга. Повратниците од заточение ја прославија Паската во 14-тиот ден на првиот месец. Сите левити како еден човек се очистија. Сите беа чисти, ја жртвуваа Паската за сите повратници од робството, за своите браќа, свештеници и за себе си.
Паската ја јадеа израелците кои се вратија од робството и сите оние кои откако прекратија со нечистотата на народот на земјата им се придружија да го бараат Господа Израелевиот Бог и го празнуваа радосно празникот пресни лебови 7 дена, зашто Господ ги исполни со радост и го сврте кон нив срцето на асирискиот цар, за да ги зајакне нивните раце во работата околу домот на Бога на Израелевиот Бог. По тие настани во времето на царувањето на Артаксеркс, персискиот цар Езра, син на Серај, синот Азариев, син Хелкиев, син Салумов, син Садоков, син Ахитов, син Амариев, син Азариев, син Мерајатов, син Зераев, син Озиев, син Вукиев, син Ависуев, син Финесов, син Елеазаров, син на врховниот свештеник Арон. Тој Езра се врати од Вавилон, беше книжевник вешт во Мојсеевиот закон, што го даде Господ Израелевиот Бог. Бидејќи раката на Господа неговиот Бог беше на него, царот му даде се што бараше. Одреден број израелци, свештеници, левити, певци, вратари и слуги тргнаа за Ерусалим во 7-та година на царот Артаксеркс, а Езра дојде во Ерусалим во 5-тиот месец, тоа беше во 7-та царева година, тргна од Вавилон во 1-тиот ден на 1-тиот месец, а стигна во Ерусалим во 1-тиот ден на 5-тиот месец. Над него беше добрата рака на неговиот Бог, затоа Езра настојуваше со сето свое срце да проникне во Господовиот закон, да го извршува и да го поучува Израел во законите и уредбите. Еве препис од исправата што царот Артаксеркс му ја даде на свештеникот Езра, книжевникот вешт во наредбите и законите кои Господ му ги даде на Израел. Артаксеркс, цар на царевите, на свештеникот Езра, писар на законот на небесниот Бог, потпол мир. Еве ги моите повелби, секој во моето царство, од израелскиот народ, од неговите свештеници или од неговите левити кои сака да тргне за Ерусалим, може да дојде со тебе. Освен тоа, те праќа царот и неговите 7 советници да ги прогледаш Јудеја и Ерусалим според законот на твојот Бог што ти е во раката, и да ги однесеш среброто и златото што царот и неговите 7 советници доброволно му принесуваат на Израелевиот Бог кој живее во Ерусалим. И со сето сребро и злато што ќе го собереш по сета Вавилонска покрајина со доброволните приноси кои народот и свештениците ќе ги принесат за домот на својот Бог во Ерусалим. И погрижи се со тие сребреници да купиш јунци, овни и јагниња, а исто така и дарови и налевниците што одат со тоа. Принеси го тоа врз жртвеникот на домот на вашиот Бог во Ерусалим. Со среброто и златото што ќе остане направете ти и твоите браќа како што ќе ви се свиди најмногу, исполнувајќи ја волјата на вашиот Бог. Посадките што ги прими за служба во домот на твојот Бог, остави ги пред твојот Бог во Ерусалим. И што ќе треба уште за домот на твојот Бог и што би требало да се набави, ќе примиш од царската ризница. Јас, царот Артаксеркс, уште им заповедам на благајниците оттаде реката: се што ќе побара од вас свештеникот Езра, писар на законот на небесниот Бог, дајте му веднаш најточно до 100 таланти сребро, 100 кори пченица, 100 вати вино, 100 вати масло, а сол по желба. Се што ќе нареди небесниот Бог, нека се изврши веднаш со сета горделивост за домот на небесниот Бог, да неговиот гнев да не дојде врз царевото царство и врз неговите деца. И уште ви јавувам дека не смее да се наложува данок, ниту порез, ниту царина, ниту на еден од свештениците, левитите, певците, нетинците и на другите службеници на Божиот дом. А ти, Езра, според мудроста на твојот Бог која ја имаш во рацете, постави службеници и судии кои ќе му судат на целиот народ од онаа страна на реката, тоест на сите кои го познаваат законот на твојот Бог, кој не знае, поучете го вие. Кој не ќе го извршува законот на твојот Бог, што е и царев закон, нека биде осуден остро, на смрт, на заточение, на глоба по сребреници или на темница. Благословен нека е Господ Бог на нашите татковци, кој го вдахнови царевото срце за да го прослави Господовиот дом во Ерусалим и кој ја сврти кон мене милоста на царот, на неговите советници и на сите најсилни царски службеници. А јас се осмелив зашто раката на Господа мојот Бог беше над мене и ги собрав израелите главатари за да тргнат со мене. Еве ги главатарите на татковските домови со родословието кои тргнаа со мене од Вавилон за време на владењето на царот Артаксеркс. Од Финесовите синови Гирсон, од Итамаровите синови Даниел, од Давидовите синови Хатус, Сеханиевите синови, од Фаросовите синови Захари и со него запишаните 150 мажи, од Фатмоавовите синови Елјоенај, син Зераин, и со него 300 мажи, од Затуовите синови
Sehani, sin Jasilov i со него 300 мажи, од Адиновите синови, Евет, син Јонатанов и со него 50 мажи, од Еламовите синови, Исаи, син Аталиин и со него 70 мажи, од Сефатиините синови, Зевади, син Михаилов и со него 80 мажи, од Јоавовите синови, Овади, син Јехиелов и со него 218 мажи, од Баниевите синови, Селомит, син Јосифиин и со него 160 мажи, од Виваевите синови, Захари, син Виваев и со него 28 мажи, од Азгадовите синови, Јоанан, син Акатанов и со него 110 мажи, од последните Адоникамовите синови по име Елифелет, Јеило и Семај и со нив 60 мажи, и од Вигваевите синови, Гутај син Забудов и со него 70 мажи, ги собрав кај реката што тече кон Ахава. Се влогоривме таму за 3 дни, го прегледав народот и свештениците, но не најдов ниеден левит таму. Тогаш ги испратив главатарите Елиезер, Ариел, Семај, Елнатан, Јарив, Елнатан, Натан, Захари, Месулам и учителите Јојарив и Елнатан. И му ги испратив на Идон, главатар на местото Касифија. Ги ставив во нивната уста зборовите што ќе им ги речат на Идон и на неговите браќа, кои се наоѓаа во местото Касифија, за да ни најдат слуги за домот на нашиот Бог. Милостивата рака на нашиот Бог беше над нас, и тие ни доведоа разумен човек од синовите на Малии, син Левиев, син Израелов. Сереви со неговите синови и браќа, нив 18. Уште Асави и со него неговиот брат Исаи, син Мерариев, и нивните синови, нив 20. А од прислужниците кои што Давид и главатарите ги поставија за левити за да им служат 220 прислужници. Сите беа запишани по име. Јас прогласив пост таму, покрај реката Ахава, за да се смириме пред својот Бог и за да измолиме он него среќен пат за себе, за своите деца и за сиот свој добиток. Зашто би се срамувал да замолам војска и коњаници од царот, за да не заштитуваат патем од непријателот? Напротив, му изјавивме на царот, раката на нашиот Бог е испружена да ги благослови сите оние кои го бараат. Неговата сила и неговиот гнев се над оние кои го оставаат. И така послевме и го молевме својот Бог за тоа, и тој не послуша. Избрав 12 свештенички главатари, Сереви и Асави, и со нив 10 на нивни браќа. Им измерив сребро, злато и посадки, дарови што царот, неговите советници, кнезовите и сите израелци ги подарија за домот на нашиот Бог. Измерив и ставив во нивните раце 650 таланти сребро, 100 сребрени посадки, од по 2 таланти, 100 таланти злато, 20 златни чаши од 1000 дарици и 2 вршви од добро позлатена бронза, скапоцени како злато. И им реков, вие сте му посветени на Господа, ова се посветени посадки. Ова сребро и злато му се подарени доброволно на Господа, на Бога на вашите татковци. Пазете го и чувајте го се ова додека не го измерите пред свештеничките главатари и пред левитите и пред главатарите на Израелевите домови во Ерусалим, во ризниците на Господовиот дом. И така, свештениците и левитите ги примија измереното сребро, злато и посадките, за да ги однесат во Ерусалим, во домот на нашиот Бог. Во 12-тиот ден на првиот месец тргнавме од реката Ахава за да отидеме во Ерусалим. Реката на нашиот Бог беше над нас, патем тој не заштитуваше од нападите на непријателите и ограбувачите. Стигнавме во Ерусалим и таму се отмаравме 3 дни. На 4-тиот ден беа измерени среброто, златото и посадките во домот на нашиот Бог и му беше предадено во рацете на Меримот, син Уриин, со кој беше Елеазар, син Финесов. А пред нив беа левитите Јозават, син Исусов и Ноади, син Винуев. Се беше на број и по тежина, тогаш беше забележана целокупната тежина во тоа време. Оние кои се вратија од заточение, повратниците, му принесоа жртва паленица на Израелевиот Бог, 12 јунци за целиот Израел, 96 овни, 77 јагниња, 12 јарци за грев, се тоа како паленица на Господа. Потоа им ги предадоа царските повелби на царските наместници и управители отаде реката, и тие ги помогнаа народот и Божјиот дом.
Откако се тоа беше уредено, ми дојдоа главатарите велејки, израелскиот народ, свештениците и левитите не се одвоија од народите на земјата, закоравени во нивните мерзости, не се одделија од хананците, хедејците, ферезејците, јевусејците, амонците, моавците, египетците и аморејците, туку ги земаа за себе и за своите синови нивните ќерки за жени. Светиот род се измеша со народите на земјата. Главатарите советниците првија направија таа неверност. На таа вест ги скинав својата облека и наметката, ги корнев својата коса и брада и седев нерасположен. Сите кои стравуваа од Божјата беседа се собраа околу мене заради неверноста на оние повратници. А јас непрекинато седев нерасположен, се до вечерната жртва, а при вечерната жртва се тргнав од својот јад и со искинатата облека и наметка паднав на колена, ги раширив рацете кон Јахве својот Бог и реков: мој Боже, срам ми е и се плашам да го подигнам моето лице кон Тебе. Мој Боже, зашто нашите злодела се намножија преку глава и нашите гревови се натрупаа до небото? Од времињата на нашите татковци па до денес ние сме во голема вина и заради своите беззаконија бевме предадени во рацете на земните цареви. Ние, нашите цареви и нашите свештеници под меч, на заточение, во пленство и за срам, како што е тоа и денес. Но сега за кратко време Господ нашиот Бог ни направи милост и ни го остави остатокот и ни даде засолниште во своето свето место. Така нашиот Бог ни ги просвети очите и ни даде малку живот во нашето робување, зашто ние сме робови, но во нашето робство нашиот Бог никогаш не остави. Туку ни даде па најдовме милост кај персиските цареви, ни даде сила да го подигнеме домот на нашиот Бог и да ги обновиме неговите урнатини, и ни набави да солништа во Јудеја и Јерусалим. Но сега што можеме да речеме, наш Боже, кога по се тоа не видовме грижа за Твоите заповеди, кои ги заповеда преку Твоите слуги пророците со овие зборови: земјата во која влегувате да ја населите е нечиста земја од нечистотата на народите на земјата, од нивните гнасности со кои се наполнија од едниот крај до другиот. Затоа не ги давајте вашите ќерки за нивните синови и не земајте ги нивните ќерки за вашите синови. Не посагувајте ги никогаш нивниот мир и нивната среќа, за да станете силни, за да ги јадете најдобрите плодови на земјата и за да им ја оставите да секогаш во наследство на вашите синови. И по се што ни се случи заради нашите лоши дела и заради нашата голема вина, добро е, о наш Боже, што си ги сметал нашите злодела помали отколку што е нивната злоба и што ни го остави остатокот. Зар можеме и натаму да ги прекршуваме Твоите наредби и да се врзуваме со овие гнасни народи? Зар не би се расрдил Ти и зар не би не сотрел, така што не би останале повеќе ни остатокот ни некој спасен? Господи Израелев Боже, по Твојата праведност ние останавме остаток, како што сме денес. Еве не пред Тебе со нашиот грев, навистина не бисме смееле да стоиме пред Тебе заради него. Додека Езра се молеше и ги признаваше гревовите, плачејќи и лежејќи пред Божиот дом, се собраа околу него многу израелци, мажи, жени и деца, и народот плачеше горчливо. Тогаш Сехани, синот Јехилов, еден од Еламовите синови, земајќи збор му рече на Езра: ние го изневеривме нашиот Бог, женејќи се со туѓинки од народите на земјата, но уште има надеж за Израел. Да го обновиме сега заветот со нашиот Бог, да ветиме според советот на мојот Господар и на оние кои чувствуваат стравопочитување кон повелбата на нашиот Бог, дека ќе ги отпуштиме своите жени, туѓинки и децата што ги родиле, и така да направиме по законот. Стани, зашто тоа е Твоја должност и ние ќе бидеме со Тебе. Биди храбар и действувај. Тогаш Езра стана и ги заколна свештеничките главатари и левитите и сите израелци дека ќе направат како што им беше рекол, и се заколна. Езра се оддалечи од Божиот дом и влезе во живелиштето на Јоанан, синот Елијасивов. Таму ја помина ноќта и не јаде леп, ниту пи вода, зашто кажеше заради престапот на повратниците. Потоа им беше јавено на сите повратници во Јудеја и во Јерусалим да се соберат во Јерусалим, а кој не би дошол во Јерусалим до 3 дни, главатарите и старешините ќе го повикаат него, ќе му биде запренет имотот и ќе го исклучат од собирот на повратниците. Така се собраа сите луѓе од Јуда и Венијамин за 3 дни во Јерусалим. Тоа беше во 9-тиот месец, во 20-тиот ден на месецот. Сиот народ се смести на ширината пред Божиот дом, треперејки заради се тоа и заради буен дожд. Тогаш откако стана, свештеникот Езра им рече: вие направивте престап кога се оженивте со туѓинки, така го зголемивте Израелевиот грев. Но сега заблагодарете му на Господа, на Бога, на своите татковци и извршете ја неговата волја, па разделете се од народите на земјата и од жените иноплеменички.
Sveto sobranje odgovori со силен глас: Да, должност ни е да направиме според твојот совет. Но има многу народ и дождот доаѓа, не може да се стои надвор. Освен тоа, таа работа не е за ден-два, зашто не има многу кои изгрешивме во тоа. Нашите главатари можат да не застапуваат на заедничкиот собир. Сите кои се оженети по нашите градови со туѓинки можат да дојдат во одредено време во придружба на старесините и судиите на секој град, се додека не го одвратиме гневот на нашиот Бог заради ова. Само Јонатан, син Асаилов, и Јази, син Текуев, се спротивија, а Месулам и левитот Саветај ги подкрепуваа. Повратниците направија така, се разделија свештеникот Езра, ги избра за помошници главатарите на татковските домови и сите беа одредени по име. Почнаа да заседаваат од првиот ден на 10-тиот месец за да испитаат се, и во првиот ден на првиот месец завршија со сите кои се беа оженети со туѓинки. Еве кои беа женети со туѓинки меѓу припадниците на свештенството, меѓу синовите на Исуса, син Јоседеков, Маси, Елиезер, Јариф и Гедали. Тие ја дадоа својата рака дека ќе ги отпуштат своите жени и дека за својот грев ќе принесат овен за престап. Од Имеровите синови Анани и Зебади, од Харимовите синови Маси, Илија, Семај, Јехиел и Ози, од Пасхоровите синови Елјоенај, Маси, Исмаил, Натанаил, Јозават и Еласа, од левитите Јозават, Симеј, Келај, наречен Келита, Петај, Јуда и Елиезер, од певците Елијасив, од вратарите Салум, Телем и Ури, а меѓу израелците од Фаросовите синови Рами, Јези, Малхи, Мијамин, Елеазар, Малхи и Венај, од Еламовите синови Матани, Захари, Јехил, Авди, Јеромот и Илија, од Затовите синови Елјоенај, Елијасив, Матани, Јеримот, Зават и Азиза, од Виваевите синови Јоанан, Анани, Завај и Атлај, од Звониевите синови Месулам, Малух, Алај, Јасуф, Сеал и Рамот, од Фатмоавовите синови Адна, Хелал, Венај, Маси, Матани, Везелил, Винуј и Манаси, од Харимовите синови Елиезер, Јеси, Малхи, Семај, Симеон, Венијамин, Малух, Семари, од Асумовите синови Матенај, Матата, Зават, Елифелет, Јеремај, Манаси и Симеј, од Ванијевите синови Мадај, Амрам и Јоел, Венаја, Ведеј, Хелу, Ванија, Меримот, Елијасив, Матани, Матени и Јасав, од Бинуевите синови Симеј, Селеми, Натан и Јадај, од Закаевите синови Сасај, Сарај, Азареил, Селеми, Семарија, Салум, Амари, Јосиф, од Невовјевите синови Јесиел, Матани, Зават, Зевина, Јадав, Јоел и Венај. Сите овие беа женети со туѓинки, а некои од овие жени им родија и деца.